Новиот Тигуан не беше единствениот новитет на Volkswagen. Неспоредно пред салонот во Минхен беше представен и последниот Passat, воедно и еден од последните модели на марката кој ќе може да се добие со дизел мотор. Колку и да е моќна историјата, не може да се спротистави на иднината. Passat беше прв од модерните модели на Volkswagen после Буба, а сега и прв што заминува во пензија. Честа до моментот додека електричните возила комплетно да завладеат, ќе му ја брани само караванската верзија со сите предности што може да ги понуди. Новиот модел покрај лесните хибридни бензинци од 1,2 и 2 литри со 150, 204 и 265 конски сили ќе ги има во понуда и дволитарските TDI агрегати со 122, 150 и 190 коњи. Балансот со екологијата ќе го одржуваат плагин хибридите со 204 и 272 конски сили, чие батериско пакување со капацитет од 19,7 киловат-часа ќе овозможи поминување стотина електрични километри. Што се однесува до самото возило, тоа е поставено на ревидираната архитектура која освен со Тигуан ќе ја дели и со наредниот Голф. Таа му обезбеди пораскошни димензии, дотолку што 4,9 метри во должина и меѓускиното расстојание од 2,84 метри тераат на размислување кому му е потребен волкав простор. Очигледно, сакајќи да остане запаметен во историјата, Volkswagen го понуди новиот Passat со оптимално уреден интериер во кој не остана многу место за аналогни инструменти и копчења, бидејќи скоро се е дигитално. Но, ако тоа беше очекувано, можеби не толку големо, но сепак изненадување представува поместувањето на рачката на автоматизираниот менувач на столбот на управувачот. Дизајнот не треба да се коментира. Тој, како и многу пати досега, кога се во прашање клучните модели на марката, е нешто меѓу еволутивен и револуционерен. Наменете да се допадне секому, но и таков не само добрите познавачи да познаат дека се работи за нов модел. Колку успеале во тоа, првите купувачи ќе може да се уверат после почетокот на идната година. Доколку некому тоа му е битно, ќе се произведува во Братислава заедно со идниот суперб на Шкода, кој пак ќе биде достапен и во лимузинска верзија.